Председател, сосем накратко. Јас сум постојано во контакт со земјоделските производители, со лозарите. Вие спомнувате досега невидени мерки, спомнавте повеќе од нив, семејните винарии, продажба од куќен праг, млади земјоделци, спомнавте бројка од 900, рурална жена. Ние кога зборуваме во Неготино за земјоделие, првото што им паѓа на памет на лозарите е дека во време на Социјалдемократскиот сојуз гигантот по Вардарие е затворен. 30 милиони килограми. Не постои во сето ова што вие го наведовте адекватна замена на она што значеше по Вардарие за Неготино, Демиркапија и дел од Кавадарци, мислам на населено место Сопот како огромен производител на грозие. Прво нешто што им паѓа на памет дека немаат вистински откуп, дека се постојано уценети, имаат исклучително ниска цена и со тоа се нерентабилни и за тоа го напуштаат лозаро производството. Јас мислам дека е исто така добро да се спомне дека улогата на организациите кои што дале свој придонес, како она организација која што ја води нашата сограѓанка Васе Мојсовска, кога веќе зборуваме за тие невидени мерки, за тоа што сигурно некој тоа го приготвил, изготвил и го презентирал пред Министерството за земјоделие. Тоа е првата работа. И втората работа, она што вие го кажавте во делот на општините, повторно ќе спомнам дека овде ние зборуваме за централен буџет, секако дека има неповлечени средства. Меѓутоа, треба да има волја за тие средства побраку да бидат дистрибуирани кон општините. А јас сум убеден дека општина Неготино веќе има изготвени проекти со кои што може да конкурира и да земе дел од тие финансиски средства. Ви благодарам. Ви благодарам.